Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Навистина сум радосен денес. Убаво е кога Илинден се паѓа во сабота. И јас лично го доживувам како голем празник. Иако воопшто не помислувам ниту на Асном, ниту на она востание пред 111 години, туку на големата победа која што Светиот Дух ја извојува преку овој силен пророк своевремено, кој што и ден денес е жив, кој што никогаш не умрел, за разлика од глумците на Холивуд, кои што ги глумеле и него и Мојсей и умреле, искапуваат во своите гробови, и кој што и денес е актуелен, многу актуелен за ова последно време во кое што живееме според библиските пророќства. Јас не очекував дека ќе имаме и посебни гости оваа сабота, па со нивното присуство се чувствувам дури и уште по-благословен и затоа сите нив ги поздравувам и јас од ова место им посакувам Божи благослов. На некој начин, седејќи на магарешката клупа, што би рекол брат Диме, имам чест прв да ги поздравам кога ќе влезат. И така да тоа е за мене посебен благослов. Значи, ако се сеќавате, кога беше Света вечера, таа сабота најавив дека токму за Илинден ќе зборувам за 100 годишнината од Првата светска војна, која што е токму денес, бидејќи токму денес започна воените операции од таа војна. Значи, на 28. јуни беше атентатот во Сараево и потоа имаше цел месец затишје, каде што дури ниту Австрија, односно тогашна Австро-Унгарија, не реагираше после тој атентат, иако беше убиен незиниот престолонаследник и неговата вереница. Што се случувало во тие месец дена? Во тие месец дена Австрија и Германија се наоѓа во жива меѓусебна комуникација, прашувајќи се и консултирајќи се дали е сега моментот да се започне планираната војна, бидејќи сите три светски војни се планирани уште во 19. век. Значи, споменав три, што може би треба да ве плаши, но ако сте луѓе на книгата, односно верници во Божиото Слово, тоа воопшто не е повод за страв. Еден месец подоцна, на 28. јули, Австрија и испреќа на Србија телеграма со 10 услови кои што треба оваа да ги исполни. Очи, откако беа договорени со Германија дека е сега времето да започне планираната војна и дека подоцножно одолговлекување на почетокот ќе биде само во полза на спротивната страна на Антантата. Што се случило во меѓувреме? Како постапила Србија со овие 10 услови? Србија како Србија не постапува никако, туку ќе си го праша по големиот брат. Во овој случај, бидејќи и двете се женски род, ќе си ја праша по големата сестра, дада Русија, што да прави. Русија со телеграм и заповеда на Србија да ги прифати сите 10 услови, освен 2, за кои што ќе побара, и Србија така и направила, меѓународна арбитража. Значи, не ги одбива ни тие 2 целосно, меѓутоа бара меѓународна арбитража. Да бидат разрешени на некоја меѓународна конференција. И се разбира, тоа е доволен повод за почеток на војната. И точно на Илинден започнуваат првите воени операции. Да прочитам само некои статистики за онаа војна која што започна пред точно 100 години на денешен ден.
Овие статистики што ќе ги чуете се можеби за наши денешни поими, особено во светлина на податоците од Втората светска војна, а да не зборуваме за сите податоци, статистички, жртви, катастрофи, разорнувања од сите војни што се случиле до ден денес, бидејќи имејата сабота споменав дека од крајот на Втората светска војна па до ден денес немало ниту една мирна година. Секаде, секогаш, секоја година некаде во светот се војува. Таа мечка заигра и кај нас, се сеќаваме, 2001 година, иако благодарение токму на Божиото Слово, на Светиот Дух, двете најсрекни години во мојот живот беа воени години. 91-та и 2001-та, кога беше најсилна мојата вера, и во двете тие години. И затоа велам, не треба да се плашите. Само еден податок да ви кажам. Божиото Слово има моќ да ве направи посилни и од председатели, премиери и од цели војски во овој свет. Никогаш нема да заборавам кога премиерот на Република Македонија отворено зборуваше да се воведе вонредна состојба, а мене некако ми дојде како од духот да речам нема да има вонредна состојба. Исто така, сеќавам кога ја посетив Америка прв пат есента таа година, не како студент, како турист, затоа што тука беше запалена Американската амбасада и беше пореметен мојот првобитен план да отидам таму порано, како што планирав, на 1. септември. И како што планирав, на 11. септември требаше да бидам во Њујорк, ке предчеткам и на гости. Меѓутоа, тука беше запалена Американската амбасада заради војната, па јас морав да ја вадам визата во Софија, каде што бев единствениот македонец кој што доби виза таму, вкупно 50 на души. И заради тоа замина во Америка на 21. септември. Според Божите планови го избегнав 11. септември, да не бидам во Њујорк. Господ може и војните и катастрофите, во кои што гинат илјадници жртви, да ги употреби за ваша полза, ако се разбере има план, и ако има водство и управа во вашиот живот. Вкупниот број регрутирани војници во Првата светска војна изнесувал 74 милиони од двете страни. Овде се наведува податок само за жртвите на војниците, инаку многу поголеми се жртвите на цивилното население. Од овие 74 милиони војници, 10 милиони биле загинати на фронтовите, а преку 20 милиони биле ранети. Податоците за некои конкретни земји. Најмногу жртви, како и секогаш Русија, во Првата светска војна 2 милиони и 300 илјади војници. На второ место Германија со 2 милиони војници, жртви. Австро-Унгарија 1 милион 440 илјади. Франција 1 милион 383 илјади. Англија 747 илјади. Италија 700 илјади. И Соединетите Американски држави 53 илјади. И овие 53 илјади, најмалку жртви за Америка, се премногу. Знаете зашто? Затоа што Америка воопшто не мораше да учествува во војната. Таа влезе во војната 1917 година, значи една година пред крајот. И за да влезе во војната, бидејќи американското јавно мислење и народот воопшто биле против тоа, беше во договор со Англија исцениран еден инцидент. Да биде потопен еден американски трговски брод, торпедиран буквално со сите жртви од страна на екипажот и патниците,
И потоа, кој друг, освен платените медиуми, да објават дека тоа го направиле германците. Како и на 11. септември, значи прво ќе ги убиете вашите граѓани и потоа ќе објавите дека тоа го направил некој си непријател преку океанот, за да со него стапите во војна. Па ќе го бомбардирате Афганистан, па Ирак и така натаму еден куп војни кои што секоја година поред се изнагледавме до ден денес. Знаете како влезе Америка во Втората светска војна? Јапонците воопшто не сакале да ја нападнат Америка. Воопшто не сакале да го нападнат Перл Харбор. Но беа испровоцирани тоа да го направат, за да Америка влезе во војна. Би сакал да ви почитам еден интересен податок. И тоа доаѓа од Првата светска војна. Податокот е објавен во една книга која што носи наслов Првата жртва од авторот Филип Најтли, издадена во 2000 година. Во неја се вели за време на Првата светска војна британскиот премиер Дейвид Лојд Џорџ му рекол на главниот уредник на весникот Манчестер Гардијан, С.П. Скот. Видете што му рекол, вакви зборови. Запамтете, бидејќи платените медиуми, кои што се во служба на сатаната и на неговите слуги на оваа земја, не ви ги кажуваат овие работи. Значи, британскиот министер, на главниот уредник на еден високотиражен и угледен медиум, Манчестер Гардијан, ако луѓето на вистина ја знаеле вистината, се вели, војната ќе биде запрена уште утре. Замислите. Но се разбира, тие не ја знаат, ниту можат да ја знаат. Вистината беше објавена, инсистира дописникот на Таймс, сер Филип Гипс. Меѓутоа, народот, како што беше речено од страна на премиерот, на вистина не можеше да ја знае и не ја знаеше вистината за војната. Секогаш кога има војна или пред да започне војна, запаметете го тоа, од медиумите слушате приказни во врска со неја. Зошто постојат тие приказни? Сеќавате на двајца новинари од CNN, кои што стоја тука преку Партизанска, 99 година беше тоа, веројатно, пред една разрушена куќа тука, која што требаше да се руши, како што и сега тука во околината се рушат многу куќи, за да се изградат нови. И овие двајца новинари на CNN тврдеа пред камера дека се наоѓаат во Косово, на некое место, каде што туку српската војска извршила геноцид на толку и толку албанци, и ете тие се сега таму, го снимаат сето тоа и така натаму. Никогаш немојте да им верувате на медиумите. Знаете ли зашто? Зато што зборот медиум, пред да постои печатот и овие електронски екрани што ги имаме денес, зашто се користел зборот медиум во минатото? Што значило медиум? Медиум значило човек кој што се занимава со спиритизам или жена, вештарка, и која што посредува помеѓу паднатите ангели, демоните и оние кои што бараат информации од нив. Токму во големата борба, патам речено би сакал оваа книга секој еден од нас да ја прочита одново, колку год пати да сте ја прочитале порано, прочитајте ја во овој превод, ќе ви изгледа како нова. И многу му благодарам на Благоче за овој дизајн, бидејќи кога прв пат го видов, многу ми се допадна.
Големата борба, 589 страница. Елена Вајт вели, со помош на спиритизмот, со помош на што? На спиритизмот, сатаната се појавува, се представува како доброчинител на човештвото. Исцелувајќи ги болестите на луѓето и тврдејќи дека им носи еден нов и возвишен систем на религија. Но во исто време, тој работи како уништувач. Неговите искушенија водат мноштво народ кон пропаст. Неумереноста го обезвластува разумот и потоа следат сетилни уживања, судири, конфликти и крвопролевање. Внимавајте на следната реченица. Сатаната се радува кога има војна. Затоа што таа ги возбудува најниските страсти на душата и потоа ги очистува за вечност нејзините жртви, кои што се потонати во порок и крв. Негова намера е да ги возбуди народите да војуваат еден против друг. Зошто? Зошто? Бидејќи тој е некој садист кој што ужива да гледа крв, крвопролевање, масакрирање. Затоа што на тој начин ќе ги одвлече умовите на луѓето од делото на подготовка, за да застанат во денот Господов. На тој начин сатаната ги одвлекува мислите на луѓето од делото за подготовка за второто Христово доаѓање. Наместо да бидеме и ние одвлечени, како и за жал мнозина адвентисти, кои што и денес и машки и женски доброволно стапуваат во воена служба и се борат дури и во Афганистан, се борат за пари, не знаат и они против кого се борат. Тие се како слепи кучки и кучиња, кои што едноставно се во функција на медиумската пропаганда, а тоа е случај со секоја војна. Наместо да бидеме и ние денес заведени, меѓу другото и од војните и гласовите за војните, едностранно треба да се сетиме дека тоа не се ништо друго, туку знаци, дека настапува Господовиот ден, настапува крајот на светот, настапува второто Христово доаѓање. Да се подсетиме уште еднаш на првиот знак што Господ го спомена како одговор на прашањето. Кога ќе биде тоа? И кој е знакот за твоето доаѓање и крајот на светот? Откако ги предупредил учениците за лажни месии, лажни Христоси и лажни пророци, кој е првиот знак што го споменува како знак за неговото второ доаѓање и крајот на светот? 6 стих во Матеј 24 глава вели: ќе слушате за војни. Ќе слушате, вели. Има кој да ви информира. Има кој ги пушта тие гласови. Тоа се медиумите. Ќе слушате за војни и повици. Повици, вели овој превод, на војни. Ќе бидете и вие повикувани на војна. Гледайте да не се уплашите. Зашто сето тоа треба да биде, но тоа се уште не е крајот. Рековме минатата сабота, 100 години по почетокот на Првата светска војна. Ние сега можеме со сигурност да кажеме дека се наоѓаме во времето на крајот. Но избивањето на самите светски војни се уште не е крајот. Зашто ќе се крене народ против народ и царство против царство, и на разни места ќе има глад, помор и земјотреси, а сето тоа е почеток на страдањата.
Да завртиме за момент во Евангелието според Лука, 21 глава, за да повторам и уште една мисла од претходната сабота. Истиот Христов пророчки говор, само во верзијата на евангелистот Лука. Ако светските војни се уште не се крајот, туку само почеток на страдањата од последното време, тогаш што е крајот? Кои се последните знаци кои што Господ ги споменал пред крајот? Лука 21 глава, 25 до 27 стих. И ќе има знаци на сонцето и на месечината и на звездите, а на земјата тага кај народите. Од што? Од неизвестноста и од бучењето на морето и од брановите. Ние веќе сгазивме во времето, кога големите бранови донесоа исто така катастрофи и пустош во овој век, во најмалку 2 големи наврата. Луѓето пак ќе умираат од страф. Дали сме се уште додени во ова време? Може би се уште не. Луѓето ќе умираат од страф и од исчекување на она што ќе го снајде светот. Знаете што прочитав деновиве на интернет? Изјава на никој друг, на Дейвид Рокфелер. Потребна е само една голема криза. А се разбира, тие се тука за да го подготват тоа нешто. Само една голема криза, која што ќе представува глобална закана за цел свет. Дали тоа е економска, финансиска, или нешто поврзано и со вакви глобални катаклизми, или стравото Трета светска војна, Израел ненормалниот уште од минатиот век, сака да започне Трета светска војна, сака да го нападне Иран, Америка го кочи, кој што има малку повеќе разум од него. Гледаме и Путин се уште покажува разум, иако провоциран оваа година да влезе во војна, сепак тоа го нема направено, и покрај сите жртви во Украина, од страна на руското цивилно население. Се уште има некаков грам разум кај светските водачи. Но Рокфелер вели, потребна е една голема криза што ќе му се закани на целиот свет и сите нации ќе го прифатат новиот светски поредок. Од што ќе го прифатат? Од страф. Веднаш после бучењето на морето и на брановите, а ние веќе живееме во тоа време. Минатата деценија и почетокот на оваа деценија се случија 2 големи катастрофални цунами и земјотреси. 26 стих, луѓето пак ќе умираат од страф, може би ова следната голема криза, се уште не настапена, која што Рокфелер ја најави. Ќе умираат од страф и од исчекување на она што ќе го снајде светот, зашто и силите небесни ќе бидат разнишани. Знаете, денеска покрај поранешниот руски председател и сегашен премиер Дмитрий Медведев, кого наводно му се испуштило неофицијално, новинарите го уловија во неофицијална, значи, ситуација, да каже, да издаде дека руските тајни служби располагаат со податоци за постојање на илјадници вонземјани на нашата планета. Слушнавме неодамна дека тоа отворено било кажано од страна на канадската влада, значи повеќе него ни кријат, а ни помалку ни повеќе, тоа беше пред неколку месеци, а ни помалку ни повеќе, кој друг, како не римскиот папа,
оваа недела најавува дека Ватикан има податоци и знае дека постојат вонземјани. Дори еден се имаше пошегувано на интернет, дали Ватикан се подготвува да ги покрстува вонземјаните. Тоа беше на Фейсбук така едно смешно, провокативно прашање. Видите, може би тајните служби, ни ЦИА, ни МОСАД, они може да роварат тука на земјата и да произведуваат ситуации, било со кули близначки, било со катастрофи, војни, нуклеарки и така натаму. Меѓутоа, за да се разнишат небесните сили, тоа малку бара поголема сила од нивната, односно бара сојузништво, коалиција со вонземјаните. А кои се вонземјаните, многу добро знаеме. Тие се одамнешни жители на оваа земја. Што пред повеќе од 6000 години. И сврлени тука заедно со нивниот водач, големиот змев, наречен Сатана. Ѓавол и Сатана, кој што го мами целиот свет. Го мами целиот свет. Како го мами целиот свет? Преку медиумите се разбира. И преку лажните пророци. И 27 стих вели: и тогаш ќе го видат Синот човечки, после оваа последна голема криза, кога силите небесни ќе бидат разнишени. И тогаш ќе го видат Синот човечки како доаѓа на облаци со голема сила и слава. Подетално за ова доаѓање и за деновите што предходат на овој голем настан, читајте во последните глави од големата борба. Но јас би сакал на крајот да прочитам уште само еден цитат. Овој пат не е од некој вдахновен пророк, не е цитат од Светото писмо, не е цитат од Елена Вајд, не е цитат од некој денешен медиум, од некој денешен премиер, председател, или поранешен, туку од никој друг, туку вториот човек на Третиот рајх, Херман Геринг, осуден воен злосторник на Нирнбергскиот процес. Знаете што има изјавено на самиот процес? И убаво да ги запаметиме овие негови зборови. Затоа што и ние живееме во време кога лесно можеме да бидеме заведени. Се разбира, вели Херман Геринг, Рајхсфирерот, како што носеше официјална титула, односно Рајхсмаршал, се извинувам, луѓето не сакаат војна. Луѓето не сакаат војна. Меѓутоа, водачите на државите се оние кои што ја креираат политиката и за нив е секогаш проста работа да го заведат целиот народ да појде во војна, како што тие направија со германскиот народ, многу лесно. Без оглед дали се работи за демократија, за фашистичка диктатура, за парламентарно уредување или за комунистичка диктатура. Значи, сосема независно кој е на власт, каква влада имате, какво државно уредување имате. За водачите е секогаш лесна работа, проста работа да го заведат целиот народ да појде во војна. Без оглед дали се противат или не, луѓето секогаш лесно може да бидат доведени во ситуација да ги послушаат своите водачи. Тоа е многу лесно. Како? Се што треба да направите е да му кажете на народот, како ќе му кажете, преку медиумите се разбира, дека тој е нападнат.
да ги омаловажите пацифистите, односно сите оние кои што се против војната, и да ги обвините за недостиг на патриотизам, и дека тие ја изложуваат земјата на опасност. Најголемиот агресор на сите времења, фашистичка Германија, за да ја започне и Втората светска војна, требаше да го убеди, многу лесна работа кога имате народ што верува на медиумите, да го убеди сопствениот народ дека тој е нападнат. Многу лесна работа е да бидеме заведени. Многу лесна работа е да бидеме излажени. Во денешно време тоа нема да го прават само политички водачи. Тоа ќе го прават и нечистите духови, ќе направат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, и избраните. Но нашиот Господ и Спасител рекол, кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Нека му е фала и слава вечно. Амин.